Здраво на сите, денес ќе се прошетаме низ Лион, еден посебен град во Франција, каде што живеев една година. Пред да заминам, морав да снимам неколку омилени места и сега ќе ги споделам со вас. Ова видео е одличен начин да научите нови зборови и изрази на македонски јазик. Ајде да почнеме. Во Лион има многу ридови. Тоа значи качување, спуштање, но верувајте ми, вреди. Погледот е прекрасен, а качувањето е одлична физичка активност. Сепак, ако се изморите, не грижете се. Градот има одличен јавен превоз. Безбројните скали можат да ве однесат до многу неверојатни места, како старите римски орнатини. Знаете ли дека Лион е многу стар град? Го откриле римјаните во 43 година пред нашата ера. Веднаш сватиле дека е одлично место поради ридовите и двете реки, што се спојуваат и создаваат полуостров. Во градот има и многу мостови, а секој има своја посебна атмосфера. Едно од најстарите и најубавите места е Римскиот театар, изграден на ридот Фурвиер. Првиот дел бил направен во 15-тата година пред нашата ера. Но ова не е само историска локација. Денес таму се одржува фестивалот Ноќи на Фурвиер со многу музика, театар и културни настани под отворено небо. Звучи магично, нели? Лион е како жив музеј. Шеташ и гледаш средновековни цркви, високи кули, витражи, стара калдрма и тесни улички што водат до скриени дворови. Овој град е познат како главниот град на гастрономијата, барем така велат луѓето што живеат таму. Луѓето се многу горди на нивната кујна, на нивните ресторани и со право. Но знаете уште на што се гордеат? Во овој град е роден авторот на една од најпродаваните книги на светот, Малиот принц. Сигурно сте ја прочитале или сте слушнале за оваа книга. Преведена е на стотици јазици. Денес, аеродромот во Лион го носи името на писателот на оваа книга. Освен писател, тој бил и пилот, така што изборот на името има смисла. Улицата каде што живеел исто така го носи неговото име. Знаеме каде се наоѓа неговата куќа, но за жал просторот не е отворен за туристи. Тој живеел на многу убаво место, блиску до реката. Знаете ли зошто целиот град блеска во декември? Секоја година на 8 декември улиците, прозорците и зградите во Лион блескаат. Тогаш се одржува фестивалот на светлината. Легендата вели дека во 1643 година градот бил погоден од чума. Луѓето дале завет дека доколку епидемијата престане, секоја година ќе ја оддаваат чест на Богородица. Чудесно, чумата навистина се повлекла и народот го исполнил своето ветување. Толку од мене за денес.
Се надевам дека ви се допадна прошетката низ Лион и дека научивте нови зборови и изрази на македонски јазик. До следното видео продолжете да слушате, зборувате и уживате во македонскиот јазик. Поздрав!